Почитувани пратеници, како што сте веќе информирани, Владата на Република Македонија го утврди текстот на нацрт амандманите на Уставот на Република Македонија и го достави до Собранието на Република Македонија. Максимално транспарентно и одговорно, веднаш после одлуката на Владата за оваа иницијатива, нацрт амандманите беа достапни за целата јавност во Република Македонија. На оваа постапка на Владата на Република Македонија претходеше еден транспарентен, консултативен процес со парламентарното мнозинство во Собранието, вклучувајќи и новата пратеничка група на ВМРО-ДПМН и Коалицијата за подобра Македонија и со останати пратеници со кои што секогаш е вредно да се разговара за одредени идеи. За текот и деталите од овие консултации повторно во духот на транспарентноста јавноста беше редовно информирана. Почитувани пратеници, дозволете ми уште еднаш да истакнам дека во иницијативата за измени на Уставот на Република Македонија согласно договорот од Преспа нема ништо спорно. Предложените нацрт амандмани се во согласност со меѓународното право и со меѓународните стандарди за човековите слободи и права и особено со интересите на Република Македонија и незините перспективи во евроатлантските интеграции. Оттаму, нацрт амандманите заслужуваат поддршката од сите пратеници. Во име на интеграциите на Македонија во НАТО и Европската Унија и во име на новата политичка реалност на пријателството со Република Грција. Почитувани пратеници, Владата на Република Македонија на Собранието му предлага на усвојување текст на нацрт за 4 амандмани. Амандман 33. Во Уставот ќе се вметне придавката Северна пред Македонија. Името на државата во Уставот ќе биде Република Северна Македонија наместо Република Македонија, односно Северна Македонија наместо Македонија. Ова е географски прецизно македонско име. Македонија останува, а се додава придавката Северна секаде, освен во член 36, бидејќи таму зборот Македонија се споменува во политички контекст, а не како име на нашата држава. Амандманот 34. Во преамбулата, одлуките на АСНОМ се заменуваат со прогласот од првото заседание на АСНОМ до македонскиот народ за одржаното заседание на АСНОМ и се додаваат зборовите Охридски рамковен договор. АСНОМ не се брише од преамбулата. Напротив, АСНОМ сега ќе се споменува 2 пати. Со предложениот амандман, со делот за АСНОМ се појаснува дека се повикуваме на правните прашања кои се содржани во прогласот на АСНОМ. Прогласот е каталог на правни прашања кои се темел на нашата државност. АСНОМ донел 9 решенија кои се сумарно наброени во прогласот. А тие се: прво, решение на АСНОМ како врховно законодавно и извршно народно представничко тело и највисок орган на државната власт на Демократска Македонија. Второ, декларацијата на АСНОМ за основните права на граѓаните на Демократска Македонија. Трето, решението на АСНОМ за воведување на македонскиот јазик за службен јазик во македонската држава. Четврто, правилник за работа на АСНОМ. 5, решение на АСНОМ за формирање законодавна комисија при президиумот на АСНОМ. 6, решение на АСНОМ за формирање на државна комисија за утврдување на престапите на окупаторите и нивните соработници. 7, решение на АСНОМ за одобрување на решенијата, наредбите и задолженијата издадени од главниот штаб на НОВ и ПОМ и иницијативниот одбор за свикување на АСНОМ. 8, решение на АСНОМ за оддавање, признание и благодарност на Народно-ослободителната војска. 9, решение на АСНОМ за прогласување на Илинден, 2 август, за народен државен празник на македонската држава. Местото и значењето на АСНОМ во државно-правната традиција потврдено и засилено. Освен правните прашања, на АСНОМ е донесен и манифест како политичка декларација. Во него има делови кои ги повикуваат македонците од Бугарија и македонците од Грција да се ослободат од поробените територии во Бугарија и Грција. Манифестот останува како важен политички документ да биде дел од нашата историја, но во преамбулата ќе биде појаснето дека темелите на државноста ги лоцираме во правните прашања на АСНОМ, а не на политичките декларации кои биле дадени во тој момент во 1944 година, а кои би можеле да се протолкуваат како аспирации кон територии на нашите соседи, што е спротивно од градењето на пријателство и желбата за зголемување на соработката. Внесувањето на името на Охридскиот рамковен договор во преамбулата е логично и неспорно. Најважните делови од Охридскиот рамковен договор
се веќе инкорпорирани во Уставот на Република Македонија во 2001 година. Уставот е темелно променет заради Охридскиот рамковен договор. До сега има 32 амандмани на Уставот, а 14 од нив произлегуваат од Охридскиот рамковен договор. Охридскиот рамковен договор помогна да се зачува мирот во 2001 година и да даде можности државата да се развива како едно општество за сите. Тоа е важен документ за сите заедници во државата. Единствено нешто што го немаше во Уставот е името на Охридскиот рамковен договор и сега само ќе се потврди историското значење на тој документ за нашата држава. Третиот амандман, или амандманот 35, во членот 3 ќе се додаде реченицата Републиката го почитува суверенитетот, територијалниот интегритет и политичката независност на соседните држави. Со внесувањето на оваа реченица во членот 3 даваме дополнителни гаранции дека нашите граници со соседите се трајни и неменливи. И четвртиот амандман, или амандман 36, со овој амандман ќе се преформулира сегашниот член 49 и во него ќе стои дека Република Македонија го штити, гарантира и негува историското и културното наследство на македонскиот народ. И исто така со амандманот се гарантира заштита на правата и интересите на државјаните кои живеат или престојуваат во странство и унапредување на нивните врски со татковината. Во амандманот е пропишано дека Републиката се грижи за дијаспората без тоа да значи мешање во суверените права на други држави и во нивните внатрешни работи. Со новата формулација на членот 49 се даваат гаранции за заштита на македонскиот идентитет. Идентитетот на македонскиот народ е заштита. Нема да има никакви промени во идентитетот. Се внесува обврска во Уставот за заштита и негување на македонскиот идентитет. Воедно останува грижа за сите граѓани кои живеат надвор од државата, како и за сите државјани кои што живеат или престојуваат во странство. Врските со дијаспората ќе се негуваат и унапредуваат. Внесувањето на дополнителната заштита на македонскиот идентитет не е на сметка на другите заедници. Во претходниот член 48 веќе има силни гаранции за идентитетот на заедниците. Апелирам да се прочита членот 48. Почитувани пратеници, процесот на уставните измени со предложените амандмани треба да заврши со одлука за измена на Уставот што ќе ја донесе собранието со двотретинско мнозинство гласови од скупниот број пратеници. Во одлуката ќе пишува дека овие амандмани се составен дел на Уставот на Република Македонија и влегуваат во сила кога грчката страна, односно Република Грција, во парламентот ќе ја ратификува спогодбата и истовремено кога Грција ќе го ратификува протоколот за членство во НАТО од страна на Република Грција. Можам слободно да кажам дека желба на Грција да биде прва земја членка на НАТО која што ќе го ратификува договор, односно протоколот за членство на Македонија во НАТО. Тоа значи дека измените на Уставот ќе важат откако Грција ќе ги спроведе своите обврски. Грција треба во ист ден, се надеваме, да ги ратификува конечната спогодба за решавање на спорот со името и протоколот за нашето членство во НАТО. Ова е дополнителна заштита за нас. Доколку Грција не ги исполни своите обврски, тогаш нема да важат измените на Уставот. Ова е гаранција што впрочем беше побарана и од собраниската говорница, кога се одлучуваше дали да се отвори овој процес, а другите предлози што се апсолутно прифатливи ќе бидат внесени во Уставниот законник како паралелен процес на уставните измени. Пред се мислам на делот на внатрешната имплементација на примената на новото уставно име. Останувам на мојот збор дека и понатаму останува отворена понудата за инклузивност и во оваа фаза, во духот на договорот од Преспа. Уверен сум дека Собранието на Република Македонија, како законодавен дом, е институцијата, а пратениците се народните избраници кои ќе го спроведат процесот за уставни измени, следејќи го исклучиво интересот на граѓаните. Пратениците се тие кои со поддршката на оваа иницијатива всушност ќе покажат дека ја поддржуваат и иднината на Македонија во согласност со волјата на граѓаните по сопствено убедување. Останувам достапен из целата оваа дебата за инклузивен процес со пратениците, заради тоа што сите сме свесни дека оваа шанса не треба да ја пропуштиме. Сите знаеме колку е сериозен, чувствителен процесот, но и сите знаеме колку е важен за еднината на Македонија. Благодарам.